Водата за пиење во Тетово повторно со непријатен мирис и вкус. Ваквата промена граѓаните ја чувствуваат 6-та година поред во есенските месеци. Доктор Ратко Давидовски од Тетовскиот центар за јавно здравје вели дека според досегашното искуство, нивна предпоставка е дека тоа се случува поради гниење на лисјата во водата на Лешничка река, која ја добиваме преку филтер станицата. Инаку првичните резултати покажуваат дека водата е безбедна. Првичните резултати покажуваат дека водата е безбедна за пиење и нашите препораки се како и секоја година. Тој што не може да ја пие, нека не ја пие, нека причека ден-два, ова ќе помине, транзиторно ќе помине поради дождовите и поради вегетацијата, настанува гниеш, интензивен, така да се доаѓа до промена на мирисот и на вкусот на водата. Тие што не можат да ја пијат, нека купуваат флаширана вода, останатите можат безбедно да ја користат. Првичните анализи покажаат дека е безбедна, а ги чекаме конечните. Знаете дека ние немаме реал тајм не можеме да ги вршиме анализите, така да ќе ни треба ден-два за да излеземе со конечни анализи. Озонирање или користење на јагленов филтер е можноста да се отстрани непријатниот мирис и вкус. Има 3 заштитни зони. Првата заштитна зона е зона на забрана. Втората е на ограничување и трета на епидемиолошко следење. Таму немаме оформено зона. Има оформена, но не е направена зона на заштита, прва заштитна зона. И како второ, на филтер станицата може да се коригираат и мирисот и вкусот, или со озонирање, или со употреба на активен јаглен. Можно е во филтер станицата да се користи активниот јаглен, а не озонот. Така да постојат методи за кондиционирање на промената на мирисот и на вкусот. Токму преку филтер станицата градот добива дополнителни 100 литри вода во секунда покрај постоечките 300 литри во овој период, за задоволување на потребите на граѓаните.